Pozdrav svi ljudi, ja sam Stefan Kralac, kako što možete da vidite. Ma nemoj. Verujem da znate što je fobija, no dokoliko ne znate da objasnim najkratko. Fobija je izrazen krajan strah, najčesto prekomeren i neopravdan, a se pojavljuje vrska sa očekivanja na nekoj predmet ili situacija. Mnogo ljudi se plašat, na primjer, od pauci od visina, no to не ги попречува во секојдневниот живот, а стравот станува фобија кога тој ќе почне да ги кога тој ќе почне да ги оневозможува луѓето да ги извршуваат активностите што претходно ги извршувале со лесно. Околу 90% од луѓето во светот имаат некоја фобија. Најчесто е тоа фобија од болест, да бидат сами, страв од јавно говорење или пак да бидат живи закопани. Но меѓу нив постојат и малку помалку познати фобии. Денешна тема се баш тие помалку познатите фобии, кои на повеќето можат да им бидат смешни, бизарни или пак невообичаени. Ова се топ 10 според мене најинтересни и помалку познати фобии. Па ајде да почнем. Вентигнофобија, која се чита така. Ова е страв дека сте прднале гласно додека сте слушале музика со слушалки во уши. Слушам музика и си прдам лагано, 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 лагано. Слушам музика и си прдам лагано, лагано. Албутофобија. Аблутофобија, страв од бањање, туширање и миење. Оваа фобија е навистина катастрофа. Само замислете некој од вашата фамилија да не се истуширал 4 години и вие доведете дечко, девојка, друга, кај вас и ви доаѓа мајка, татко, баба, дедо, кој да ја има оваа фобија од вашата фамилија и онака крвнички засмрдува се околу се. Згодно, зарем не? Страв од книги. И сега некој ќе каже дека сите ние имаме оваа фобија. Но не е фобија доколку не сакаме книги и не сакаме да читаме. Оваа фобија би требало да изгледа вака. Замислете ваква личност да затворите во библиотека. Страв од спиење. Некои луѓе се плашат од спиење, бидејќи мислат дека веќе нема да се разбудат. Не смем да заспиам. Не смем да заспиам. Само малку. Ето. Сега е подобро. Страв од слобода. Оваа фобија од ова име е страв од долги зборови. Човек кој го дал името на оваа врста на фобија, секоја му чест. Буквално морам да читам буква по буква, но барем е јасно за каква фобија се работи. Хипотоностросесквипедалиофобија. Страв од очи. Винки, минги, страв, минги. Само не разбирам дали е ова страв од да ве гледаат очи или е страв од сопствените очи. Ако е ова второ, јас тоа го замислувам вака. Страв од страв, кога луѓето се плашат да не почнат да се плашат од нешто. Интересно. Ова поема немам како да го објаснам. Стварно не ми е јасно како можеш да се плашиш за да не се плашиш од нешто. Страв од ерекција. Збор е значило да се плашите во некој случај вашиот вишоња, пишоња, јабоња, пичкогребења, случајно
ви се дигне. Ја саѓам непријатноста доколку ви се дигна на јавно место, секако на машкиот дел од публиката што ме гледа. Освен секако, ако некоја дјавојка од вас има кура. Нема да се дигнеш? Нема да се дигнеш, не? Ова не е добро. Управо имам едно решение. Сега е многу подобро. И ова е последна. Значи панофобија. Тоа е страф од се. Не, страф. Слика на вирус. Не. Воздух. Јас дишам. Ето, и тоа се топ 10 фобии по мој избор. Се надевам дека ви беа интересни. Добро, тоа е тоа. Добро, тоа е тоа. Бидете ми добри, драги, весели, убави, згодни и најдобри на свет, како и секогаш. Оставете коментар, лайк и претплатете се на каналот доколку се уште не сте. А ние се гледаме наредниот пат. Поздрав!